Модернизација на студентските програми, поголема поддршка на практична настава и воведување интердисциплинарни студии и подобрување на условите во студентските домови. Ова е планот на надлежните за задржување на младите во државата. Едни кои се однесуваат од чекорите кои се однесуваат на образованието конкретно е подобрување и модернизирање на студиските програми на нашите универзитети, со што во новиот закон ни предвидуваме одредени промени, например модуларност при учење, воведување на интердисциплинарни студии кои ќе бидат соодветни на пазарот на трудот, разгледување на квотите за упис на одредени универзитети и факултети. Два од студентските домови веќе се реновирани, а со преостанатите ќе се започне од октомври, со цел да се овозможи побрз прием на студентите и подобри услови за престол. Со овој модел јас гарантирам прво дека ќе имаат домови од А категорија на европско ниво, друго, нема да бркаат глувци, ќе имаат нормален студентски оброк, нема да им се тресат лифтовите и да се плашат кога ќе се возат со лифтовите, ќе имаат пристојни кебиња и се што е потребно за да имаат нормален студентски стандард. Министерката Јаневска очекува образованието да се слеат и дел од средствата што Европската унија ги додели за исполнетите реформи. Средствата кои ќе ги додели Европската унија за исполнување на чекорите од реформската агенда, дел од нив одат во буџетот на државата, а колку од тие средства ќе припаднат на МОН, ќе одлучи Министерката за финансии. Пораките за модернизација на образованието и планот за реформи беа споделени на одбележувањето на 77 годишнината од основањето на Универзитетот Свети Кирил и Методи, како и патрониот празник 24 мај.